Добар ден, драги гледачи, добредојавте во уште една домашна атмосфера. Ова веќе е моето студио, а и најубаво е. Зошто да не? Како што кажавме, најважно е да ги почитуваме препорачаните мерки за да се заштитиме пред се самите себе, а и луѓето околу нас, нашите најблиски, од семејството. Остануваме дома. Она кој што вие треба да го направите во деновите на изолација е да ги оттргнете лошите мисли, на пример може со читање на некоја книга. Доколку сте родител, активности со вашите дечиња бидејќи и ним ги допира оваа ситуација, а како родител треба да ги бидеме најголема поддршка. Исто така гледање на забавни емисии, па затоа и Еманет е тука за вас и мисли на вас. Па затоа овие неколку минути се дружиме заедно. Станува збор, моја соговорничка е пред се моја пријателка, која што на вистина и благодарам за сите совети кои што ги споделува заедно со нас. Прекрасна мајка и сопруга, по професија логопед. Незиното омилено катче е кабинетот Срекичка, кој што се наоѓа во Скопје, каде и што е. Станува збор за една прекрасна личност која што е активна на социјалните мрежи и како што кажав, секојдневно споделува совети за проблемите со говорот на оние дечиња кои што имаат проблеми со говорот. И овие неколку минути ќе се дружиме заедно со неа. Станува збор за логопед Симона Василевска Николовска. Здраво, Симона, како си во една домашна атмосфера? Здраво, Надица. Многу се радувам што пак се гледаме. Интересно е дома. Веќе некако се адаптиравме на условија затворени дома. Денеска морам да признам и дека прв пат излегов малку да прошетам. Опуштено се разбира со почитување на сите мерки, дезинфекција, ракавици. Маска, ракавици. Да. Дали чекаше многу ред во маркетите или? Не. Откако променија малку го продолжија, нели, полицискиот час, малку е порастеретено и нема толку гужва по маркетите. За чудо па не чекав воопшто, никаде каде што бев. Убаво си се организирани маркетите, си внимаваат луѓето на растојание, сите си се со маски. Супер е. Да, така како што кажав, ова сме сите заедно и сите заедно на крајот ќе успееме, што и да ќе помине. Така да овие неколку минути се резервирани за мене. Ние со кафе, сокче, овие неколку минути се дружиме заедно. Симона, јас како што и те најавив, ти си логопед, логопедски кабинет Срекичка, кој што се наоѓа нели во Скопје, таму и каде што живееш. Професија, работиш, професија пред се со многу љубов. Во твој активност на социјалните мрежи, Инстаграм профилот нели под логото Срекичка, секогаш кога ги гледам твоите сториња, зборуваш со толку многу љубов. Помагаш секојдневно на дечиња кои што имаат проблеми со говорот. Знам дека сакаш многу оваа професија. Како што кажав и дека многу работи научив од тебе, еве вака сега јавно ти се заблагодарувам за сите малтретирања. Но секако нема да се скасиш од мене, тоа си го знаеш. Тука си за секој совет. Да, кажи ми, што беше пресудно за да започнеш оваа професија? Зошто баш се одлучи за ова? Нели треба да имаш многу трпение со дечињата? Да, повеќе пати имам кажано, еве ќе кажам уште еднашка со задоволство. Пораснав во семејство каде што бабата и дедото беа со оштетен слух. Уште како мала, многу сакав да ја коригирам баба ми на смешка, на шала, кога ќе изговореше некој збор погрешно, бидејќи кај неа постоеше и вербална комуникација и покрај оштетувањето на слухот. Не знаејќи дека постои таква професија, дека постои човек кој што работи со лица кои што имаат оштетување во слухот или во говор. Кога дојде ред да се запишувам на факултет, после завршување на средното медицинско училиште, се отвори катедрата за логопеди на медицинскиот факултет и тоа ми беше као кец на 10. Баш ми дојде, да, тоа е тоа, не постоеше друго нешто кое што ќе го учам, се мислев дали општа медицина или нешто друго. За кога се отвори катедрата, реков да, тоа ќе го учам, тоа го сакам. И еве сум денеска, тоа си го работам, тоа што сакам и стварно имам огромна љубов
ги сакам децата, сакам да им помогнам, сакам сите да си комуницираме онака како што треба, соодветно, како што сме створени да комуницираме. И така, Со трпение и со многу љубов. апсолутно, Симона, апсолутно. кажи ми, кои се симптомите кои што родителите можат и да ги препознаат кај своите дечиња, например, доколку некое дете има проблеми со говорот? Уште од најраната возраст можат да се забележат, доколку детенцето не поставува контакт, да речеме со очи, не мафта за чао кога му мафтате, не се цвртува, не се осврнува кога ќе му го викнете името, кога ќе го повикате. Детенце кое што не развило гугање, значи нема баблинг околу 12-тиот месец. Тој се Така. јавува многу порано, меѓутоа ако и на 12 месеци не постои, тоа е едно црвено знаменце кое што може да ни укаже дека постои нешто кое што треба да биде прегледано и истражено. Детенце кое што на 18 месеци не зборува или пак на 2 години има многу мал фонд на зборчиња кои што не служуваат за неговата возраст, може да кажеме дека е дете кое што треба да биде прегледано од логопед, од дефектолог можеби. Тоа се моите препораки. Секој пат кога родителите ќе ги забележат овие симптоми кај нивните дечиња, нема ништо страшно во тоа да се јавите, да си закажете еден преглед, една консултација каде што детето ќе биде видено, затоа што е секогаш многу подобро што порано да се детектира и да се реагира, отколку да се остави и да речеме, ајде ќе помине, ќе се прозбори детето, па татко му прозборил подоцна, па чичкото, па тетката, значи Има најчесто така според се тие лажат граници, да. родителите. Да. Значи, тие се симптомите кои што може да се препознаат. Како да се поттикне говорот кај детето? А, Секојдневието, играњето, опкружувањето, постојано зборување, пеење, читање. Секогаш кажувам дека детето се раѓа со способност за зборување, но не знае да зборува. Родителот е тој кој што е одговорен за да го Да. научи детето да зборува. Значи, едно детенце кое што не е изложено на говор, нема како да го научи говорот. Сите оние методи низ игра, низ песнички, низ читање, раскажување приказни се начини на кои што родителот ќе може да го поттикне, односно да го стимулира развојот на говорот и јазикот кај неговото дете. Исто така, сакам да кажам дека првите работи кои што ги учат децата, сигурно се забележала и ти кај твоето дете, е ономатопејата, имитирањето на звуците, на животните, на превозните средства, на играчките, кога нешто ќе падне, прави бам, Да, да. да се нагласи, да се нагласуваат сите тие звуци кога играте со детето, за да може тоа да биде изложено на разноразни звуци, како би можело да ги прифати, научи и од тука да се почне со развој на говор, значи да почне со зборување. Така, тука се и тие секојдневни активности кои што ги правиме, например, за мење на рачиња, да му го објасниме процесот на мење на Така. рацете. Сите тие активности секојдневни, да, тие се техники за моделирање ги викаме. Значи сите активности кои што се случуваат во текот на еден ден, кои што ги прави детето само, кои што ги правите заедно со детето, да бидат пропратени со говор. Миеме раце, играме топка, сега ќе јадеш, како јадеш. Важно е да биде детето фокусирано во лицето на родителот и во неговата уста. Па, еве ќе ви кажам еден пример, наједноставно е кога детето се рани, кога седи во столче и јаде и ве гледа. И тука имате една одлична прилика да го стимулирате. Одлична Како комуникација. јадеш? Да. Њам, њам, њам. Колку е вкусно. Њам, њам. Значи има многу звуци кои што може да се произведат од тука, а се многу важни за да се стимулира Така и говорот. детето подоцна сето тоа го имитира заедно со вас. Звуци треба да се повторуваат при секое хранење, при секое седнување на столче да бидат репетитивни. Значи нешто што ќе се повторува за да може да го запомни подоцна самото да си го кажува. Така. Симона, кажи ми што доколку детето има свој јазик на зборување, но секако и кога зборува со вас, тоа знае да ги повтори вашите зборови. Што се случува тогаш? Дали станува збор за, например, за некој детенце кој што се уште тапка во место, да речам, или со тек Тие на дечиња времето? сепак, па не би оставила на времето, ништо не би оставила на случајност. Треба да Секогаш се реагира на време. консултација.
секогаш реагирање, консултација со стручни лица, па после направен преглед ќе одредиме зошто е таквиот начин на говор и како да му помогнеме. Дали ќе има потреба детето да се носи на логотерапија или пак ќе ги советуваме само родителите и ќе можат во домашни услови да работат со него. Значи најважно е, како што и кажавме, комуникацијата, активностите кои што се прават заедно со родителите, како што знаеме дека Меѓу родителите се пример, нели, за своите деца. Симона, за огромна среќа на секој родител, веќе имаш е објавено, нели, водичот, станува збор за водич за говорните способности кај дечињата, тоа се води од недела на недела. Ајде нешто повеќе во врска со тоа. Многу ми е мило што излезе еден таков водич кој што следи една 8-неделна програма, која што таргетира одредени техники логопедски кои што, да речеме, јас ги користам во работата со дечињата, кои што се late talkers, значи подоцна прозборуваат, и сум ги користела кај моето дете, за да го поттикнам и да го стимулирам неговиот говор на јазичен развој. Кога се засилија мерките на предпазливост, откако дојде коронавирусот кај нас, мојата Да. работа запре, затоа што нели е директен контакт со дете и мора да бидеме предпазливи, престанавме да функционираме, да работиме. Онлайн со таквите дечиња не може да се работи затоа што е потребен директен контакт со нив и одлучив да го создадам тој водич кој што ќе им помогне на родителите преку сите тие техники да го стимулираат детенцето. Секоја од неделите која што е напишана таму си има своји таргети, си има своја цел која што родителот треба да ја постигне и е Така. погодно што може да се работи кога сакаат, колку сакаат, ги учи на тоа како да функционираат во секојдневието. А при тоа да го стимулираат детенцето. Така, мора и да кажеме, ти не сакаш да се пофалиш, но сакам да кажам дека навистина има многу голем удел тој водич, многу позитивни коментари кои што навистина може да му помогнат на детенцето. Да, има фонд на зборови, но и зошто да не и неколку други зборчиња не влезат во неговото секојдневие, имитирање на звуци како што кажавме и за тоа сме ти сите благодарни. Бидејќи, како што кажав, ти навистина ја работиш работата со голема љубов. Кажи ми, да, пред короната имавме, нели, работни обврски, а сега си, нели, дома, заедно со твоето синче, сопругот. Од каде ја црпиш сета таа позитивна енергија? Син ми од сопругот. Сопругот и детето се тие кои што ме исполнуваат со позитивна енергија, а секако тука се и позитивните коментари и позитивниот фидбек кој што го добивам секојдневно од родителите, кои што веќе го имаат водичот и се започнати со работа и користење на истиот. Тоа се тие работи кои што ме полнат со позитивна енергија. Друго и нема, не излегуваме, седиме дома, значи активностите со синчето, тука е сопругот, заедно сме си поддршка. Тоа е тоа кое што би го издвоила и е единствено нешто кое што ме прави позитивна. Така, смислување на некои активности за да не му биде досадно на детето, така да и тие сакаат да излезат надвор, но ајде да се стрпиме уште малку, па потоа и тие ќе можат да излезат на воздух, како што се вели, да си играат, да си го пополнат и тие своето време. Симона, како реагираш на негативните коментари? Дали некогаш си се соочила со нешто такво? Се водам по тоа дека секој си има право на свое мислење и дека сечие мислење е точно. Не дека сум нешто многу имуна на негативните коментари, не ги добивам често, навистина се ретки, но и кога ќе добијам некој негативен коментар, потребно е само да преспијам за сето тоа да се слегне. Да, не треба ни да ги читаме негативните коментари. Така е. Се водиме од тоа дека постат како што кажа ти секој е со свое мислење, овде некогаш и таа љубомора кој што треба да се истекне, кој што и правел, но секако ти си ја знаеш својата работа, милиони мајки можам да кажам се благодарни на тебе, тоа е она кој што треба да те исполнува, а негативните коментари како што кажа ти самата преспи ги и толку утре ќе помине. Симона, дали се согласуваш да одиме со една музичка номера?
Па еве ни Како? треба и музика, во овие Без музика. тешки времиња, да кажам. Па се враќаме повторно назад, бидејќи имам уште неколку прашања за тебе кои што треба да ги одговориш. Те чекам. Ајде, одиме се на музичка numera, драги гледачи, повторно во домашна атмосфера се враќаме. Светот денес не е баш сјаен, најчесто е суров, ладен, гаден и тажен. Доброто во сите нас нешто ни го зема вредноста што не држи во живот, ни ја нема. Но вела дека надежта последна умира, мислам ја видов помина на моја улица. Кажи Боже, дали ти го прати ова, зашто ваков ангел нема паднато кој знае од кога. Здраво, може ли шансата да е моја, да ти покажам дека најбитна ми е среќата твоја? И ден денес може искрено да се сака, само дојди со мене, подај ми твоја рака. И кога помислив никад нема подобро, ти се појави, го докажа спротивното. А сега остани, бидејќи ова вистина е, кога сум заедно со тебе, тогаш најдобро е. Кога сум заедно со тебе, тогаш најдобро е. Леле, што ли се случува, вакви чувства во мене никогаш не сум чувствувал. Не ми се верува дека ова е вистина, палави ко децата, детска љубов искрена. А она, вистинска принцеза, животов би го дал само нејзе да ја гледам. И нека ми каже некој како може да постои нешто толку сладко. А сега кога ти душо си веќе моја, едва и чекам секој момент да го поминам во преградка твоја. Дојди да избегаме од тука, да го шетаме светот, се дур нашето срце чука. И кога помислив никад нема подобро, ти се појави, го докажа спротивното. А сега остани, бидејќи ова вистина е, кога сум заедно со тебе, тогаш најдобро е. Кога сум заедно со тебе, тогаш најдобро е. Знаев дека уште има надеж, искрена љубов некој тебе да ти даде. Сега сум исполнет, фати ме за рака и остани цел живот со мене, зашто те сакам. И кога помислив никад нема подобро, ти се појави, го докажа спротивното. А сега остани, бидејќи ова вистина е, кога сум заедно со тебе, тогаш најдобро е. Кога сум заедно со тебе, тогаш најдобро е. Кога сум заедно со тебе, тогаш најдобро е. А по музичката numera, еве повторно заедно во домашна атмосфера со Симона. Симона, кажи ми, спомнавме и за синчето, што те промени мајчинството? Ме промени мајчинството. Како сега ги согледуваш ти работите? Дека ми покажа дека можам да функционирам на неколку часа спиење, дека можам да бидам позитивна и ненаспана и изморена, дека мајчинството е една безусловна љубов, но и емотивен и општо животен ролеркостер. Нешто кое што е доста турбулентно, а сепак сме смирени. Ме научи да бидам можеби потрпелива, безусловно да сакам. На многу работи ме научи. На многу работи ми е нешто најво што ми се случи. Така, што е важно во воспитувањето на едно
кај едно детенце? Јас во моментов се соочувам со оглед на ситуација во што не сме излезени од дома со проблем во однесувањето кај моето дете, но она кое што секогаш функционира е доследност. Кога Така. еден родител е доследен во своето однесување, секогаш може да се воспита детето на правилен начин. Секој родител греши, тоа е факт. Сите ние сакаме најдобро за детето, но не секогаш сме во право и ако мислиме дека сме, и тоа е сосема во ред и јас тоа го прифаќам како Да. такво. Да. Не можеме да бидеме се да ни оди низ Не рак. може, не може, така е. Тоа е. Така. Како што испомена сега и ти, нели, дека можеме да се соочиме со некои однесувања кај нашите деца. Некоја идеја, например, што би препорачала ти за дома? Игри, разговор, како да му го исполниме денот на детето? Тие што секогаш викам тие дечиња кои што живеат во куќа имаат двор, имаат многу повеќе среќа од оние кои што се затворени во стани, тука активностите се секако различни, затоа што во дворот мислам дека се неограничени, детето може и да се истрча и да се изнаигра на свеж воздух, додека оние кои што се затворени во станови ќе мора да мислуваат пак други активности кои што се наменети за дома, да цртаат, да бојат, да се играат, зависно од возраста на детето. Значи има толку многу активности да се играат со тесто, ако ништо повеќе. Тестото е Така. една играчка која што нема детенце, мислам, која што не ја сака. Да, точно. Кинетички песок, читање книги, раскажување. Борете и да се погледне некој цртан, но не тоа да е претерано и да го заборавиме детето. Значи гледаме да ги следиме интересите на детето, а сепак да сме тука и да му покажеме нешто ново, кое што пак ќе биде корисно за него. Така. Симона, ние само не кажавме, го спомнавме, нели, водичот за говорните способности кај детето. Не кажавме оние кои што се заинтересирани родители кои што сакаат да го земат, каде може да го набават? Водичот е нешто кое што е напишано во електронска форма и секој еден кој што е заинтересиран може да ми пише на Инстаграм, да му дадам повеќе податоци за тоа како може да дојде до водичот. Ете така, за да знаат, нели, родителите кои што се заинтересирани, дека треба да ти пишаат тебе, да стапнат во контакт со тебе. Симона, спомнавме, нели, за домашна атмосфера. Знаеме дека периодично, нели, за жал се соочуваме со коронавирусот. Дали ти сите тие информации кои што дојдеа до тебе, дали се појави некаков страв, паника? Како ти се соочи со сето тоа? Како успеваш, например, лошите, негативните мисли да ги отргнеш? Како и секоја ново настаната непозната ситуација во животот што ќе ни дојде, така и ова со короната, а, малку ме потчепна да кажам, значи ми направи малку страв, највеќе за блиските, за оние кои што не се постари во семејството. Но знам дека со почитување на мерките кои што се предвидени, се тоа може да се држи под контрола. Така што некој посебен страв не можам да кажам дека се појави кај мене, освен чувството за поголема претпазливост. Тоа мислиш, дали ние ги почитуваме мерките? Има надлежни кои што ќе кажат, од она што јас можам да го видам од моето единствено излезно место терасата, е дека има и такви кои што ги почитуваат, но и такви кои што не ги почитуваат Но мерките. Да. Секој за себе, но како што кажавме, во ова сме сите заедно, така да мора да успееме и да мислиме позитивно. Што би направила после кога ќе се вратиме во нормала? Прво на памет што би ти текнало? Прво на памет ми текнува да ги посетам сите оние блиски кои што не сум ги видела. Така силно да ги Повеќе од искам. година, да. Да се испишкаме, да се видиме, да се подружиме. Единствено тоа, друго не ми паѓа на памет, ништо не типа имам желба за нешто друго. Значи да бидам со најблиските повторно. И за крај на овој прекрасен разговор, дали сакаш нешто да упатиш до оние кои што ќе не гледаат? Да си седат дома, да си ги почитуваат мерките, секогаш кажувам да се сакаат,
да покажуваат доволно љубов и внимание на своите дечиња, а, да бидат тука за нив кога им се потребни и само тоа, само да се сакаат. Така. Зашто од љубовта ни почнува се. Така е, точно се согласувам со тебе. Сакам да ти се заблагодарам за одвоеното време. Ти посакувам уште многу успеси, задоволни клиенти и многу дечиња задоволни кои што веќе ќе немаат проблеми со говорот, во тоа верувам во тебе. Се надевам дека после кога ќе се вратиме во нормала, да се стабилизираме, дека повторно ќе се видиме заедно, но како што кажавме, нели, да се изгушкаме за да пиеме кафе. Така е. Ти благодарам стварно уште еднаш, чувајте се, и како што кажавме да ги почитуваме препорачаните мерки и се гледаме кога се ќе заврши на добро. И благодарам на прекрасниот разговор уште еднаш кај јас на тебе. Се гледаме во подобри времиња. Така. Драги гледачи, ви благодарам и вам за вниманието. Како што кажавме со Симона, почитувајте ги препорачаните мерки за да се заштитиме пред себе си, но и нашите најблиски. Останете во добро расположение и ве поздравуваме. Чао, чао. Ćao.